Здраво! Денес низ неколку чекори ќе ви покажеме како да добиете информации за историјат на вистински сопственици на субјект. Историски податоци за промените на сопственоста по ТД, ДПЛ, историјат на вистински сопственици на субјект дава преглед на временскиот редослед на уписите на вистинските сопственици на субјектот. Во вашиот веб пребарувач отворете ја страната crm.com.mk. Откако ќе отворите страната, кликнувате на копчето Најави се. И потоа ги пополнувате вашите податоци за најавување на системот за централизирано најавување на корисници на Централниот регистар на Република Северна Македонија. По завршеното успешно логирање во системот, се насочувате кон систем за електронско издавање на потврди е-потврди. Ви се отвара почетната страна на системот за електронско издавање на потврди и ви се нудат неколку опции: ново барање, поднесени барања, преземање потврди, извештаи за барања, извештаи за потврди и ја бирате сопствената опција за вас. Во нашиот случај ќе одбереме ново барање и ни се отвара страна за креирање на барање. Од понудените опции ги бираме соодветните податоци, односно избираме од бирачкото мени од кој регистар ќе добиеме информација, па потоа го бираме видот на производ, а потоа го бираме начинот на преземање на документот, односно дали да е електронски или хартиен на шалтер, да се подигне во нашиот случај. Во нашиот случај бираме од регистар на вистински сопственици. По завршување на овие активности, преминуваме на внесување на влезни критериуми за пребарување низ базата, односно во нашиот случај внесуваме единствен матичен број на субјектот МБС. Овде системот ни нуди и помошно пребарување за да видиме дали бараниот податок е во базата пред да го поднесеме барањето. Потоа кликаме на копчето Зачувај, со што нашето барање оди во кошничката за плаќање. Доколку се точни нашите податоци, вршиме плаќање за барањето и одиме низ системот за плаќање. За конкретното барање се наплаќа износ од 600 денари.